Почитувани, добар ден. Според последните податоци во државата има 338.241 пензионер. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски по избори ветува линеарно покачување по 5.000 динари за сите пензионери. А премиерот Ковачевски веднаш реагира со нови антикризни мерки со поддршка за пензионерите со пониски примања во месеците до избори. Стартуваше ли трката по гласовите на пензионерите? Тоа е оно што денес ве прашуваме во издание на Црвена линија, но секако имаме и прашање плюс кое што го поставуваме до сите оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не таму доколку не следите и веднаш кликнете на Инстаграм стори. А таму денешната анкета гласи вака: дали партиите се грижат за пензионерите само пред избори? Ке кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не, а секако во проценти ке ги соопштиме резултатите по рекламите во ова издание на Црвена линија. Секапак праксата е и да продолжите да водите дискусија и да комуницирате преку социјалните медиуми, преку коментари, шернување и лајкнување на нашиот профил на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако на Твитер Црвена линија. Да комуницираме заедно, односно да го добиеме од вас одговорот дали стартуваше според вас трката по гласовите на пензионерите, доволно е да го завртите нашиот добро познат телефонски број 02-307-0005 и еве повторно, како и секогаш на самиот почеток, ве замолувам веднаш по вклучувањето да го намалите целосно тонот на телевизорот, за да нема ехо, да нема чувство дека не се слушаме, да немате чувство дека можеби некој друг зборува на вашата линија и секако да не се слушам од таму каде што се јавувате. Тоа е се што очекуваме од вас и секако верувам дека ќе ви има во огромен број, како што ви има и во секој издание на Црвена линија. Неминовно е да го поставиме до гледачите кои што ќе се вклучат и нашето Инстаграм стори прашање, односно дали политичките партии се грижат за пензионерите само пред избори. Ако имаме гледачи, почнуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Па еве да почнеме. Дали според вас политичките партии се грижат за пензионерите само пред избори? Многу се грижат, да ти кажам наискрено. Ама толку се грижат посебно пред избори, значи просто да толку е продирно ова, нели до сега нели се беше мед и млеко, нели бевме па добро ни беше процентуално покачувањето, па 2 пати годишно, па волку земавме по-науку, па ни држеа предавање дека се е окей со пензиве и сега најнаш од кајде де ова сега, ајде разбирам кога беше добро, ќе ни дадат, ајде. Ама се тоа ова пред избори. Инаку разбирам кога беше короната, нели ни дадат, тоа го разбирам. Ама сега најнаш ни викаат добро вие и сега најнаш решиле да ни помогнат, а нас ни е добро, пази. И сега се прашувам, ако мене ми е добро, ако ми стасуваат пензијата од 13.000, зашто сега ќе ми дадат пак уште 3.000, нели ме убедуваат дека е добро. Така да се е предизборно. И сега се прашувам уште едно прашање, Мицковски ќе ни даде по 5.000 линарно. Зашто овие па не ни даваат по 5.000, нели празен ќе биде фондот, ќе нема за вас младите после да земете пензија. Сега кој не лаже? Ова не лаже дека ќе се испразни фондот или Мицковски не лаже дека ќе ни даде по 5.000? И уште едно прашање, не знам Мицковски дали вети ако биде тој дали од мај ни даде или некогаш ќе ни даде. Тоа нешто некој ќе ми каже, што прати политика, не пратам политика, ме интересира дали е тоа ветување во мојот мандат или одма ќе биде. Одлично, еве ги слушнавте и првите прашања кои што ги постави гледачката со која што и стартуваме со ова издание на Црвена линија. Па да видиме дали можеби некој од вас има одговори и на овие прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ова што кажуваше за Мицковски, не е на власт Мицковски сега. Кој ќе биде на власт, тогаш ќе видиме. Сега на власт е овој од Муртино. Тој е на власт, не е Мицковски. Мицковски е добар човек. Тоа да не ми кажуваат мене, јас сум школован човек, ја имам 77 години. Бев учител во 5 села, глумец, поет, све.
Па ви се нема да чини ме дека учите мене. партиите се грижат за пензионерите само пред избори? Јас сум пензионер од давни времења и никој не мисли за пензионерите. Немаме ни за лекови. Овој од Муртино мисли само за него. Не мисли за луѓето. Не му е гајле за народот. И овие што критикуваат Мицкоски не се во право. Мицкоски имат памет. Да е на власт тој, поубаво ќе живееме ние. Дали вие се чини дека Да. ќе биде возможно да се добијат тие 5000 денари линеарно, со оглед на тоа што никој не зборува дека лидерот Мицкоски е лош, туку ве прашуваме еве како пензионер, ви се Да. чини ли дека ќе се остварат ветувањата и на двете политички партии? Абе, знаеш што вере Србине на изрека? Обеќање, лудом радување. Така, еве ќе подсетиме дека гледачката која што прва се јави, сега го интересно прашање постави, кога ќе се дадат ветените, например, 5000 денари? Како и да е, ние во Црвена линија денес ве прашуваме, стартуваше ли трката по гласовите за пензионерите и дали ви се чини дека партиите се грижат за пензионерите само тука некаде пред изборите? Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Благодарам. Партиите никогаш не се грижеле ни за пензионерите, ни па за народот. Ние сме сите интересни само пред изборите за да гласаме за нив, а најлошото е што и пензионерите и народот сме како овците. Ја имам слушнато дека една овца фрлале луѓето во вир и сите овци скокале пред стрижење. Така сме ние. Ќе дојдат наврата, ќе ни донесат по едно капче, по едно палјач, пенкало, 100 грама кафе и ура сите за СДФ. Дошле другите ура сите за ВМРО. Треба еднаш да направиме граница. Дотука може, више не може. И што е најбитно, треба да се промени законот за избори. Не значи ако некој е избран 4 години и дека тој, и ако умре за тие 4 години, не сме да го избрише никој. Значи, тие се незаменливи. Зошто? Најубаво. И не може го изгласал некој за ВМРО, му текнало сега го притиснале или му дале пари, па отишол со СДС гласал. Тоа треба да се прекине. И да не бидеме наивни ние пензионерите, ова е се мамка и раздор само да се направи. Не ни 3000, не ни 2000, не ни 1500, на крај ќе испане никому ништо. Истото го правеа и со платите во многу фирми, ќе дигнеме бодот 2 денара или 5 денара, ќе го оборат стимулот, платата иста. Истото сега нас пензионерите ќе не најдете овие. Големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Ајде сега малку да ги вклучиме и твитерџи, сега кои тие имаат што да кажат во однос на темата за која што зборуваме со вас. Ке почнеме со твитот на Влахов, кој што напишал: исто како што најдоа за 78% покачување, иста е сумата. Ние ве прашуваме дали ви се чини дека веќе стартуваше трката за гласовите од пензионерите и дали партиите според вас се грижат за пензионерите само пред избори. И кога всушност еве ќе се случи, тоа го праша и гледачката во Црвена линија, да се зголемат пензиите дали за 3, дали за 5000 денари. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Гледам дека партиите не се грижат за пензионерите. Мицковски обеќа 5000 по изборите една година. Што ќе бидат тие 5000 денара? Значи ништо. Мисля дека треба да се смени изборниот законник. Една изборна единица пречутеа и ВМРО, пречутеа и СДСМ и сите, знати, годи им така. Народот поделен, разделен и не може да разбере дека
Овој народ треба да не оди на избори по мое. Така и ќе се средат работите како што треба. Ајде, чао, пријатно. Благодарам за јавувањето. Еве, нека гледачите секако се изјаснуваат и покусот овие 90 секунди кои што се предвидени за секое јавување. Еве, уште еден интересен твит. Bulldozer Revolution го напишал следното. Додека они ги покачат, инфлацијата ќе ги изеде и потоа СДС или тоа што ќе остане од него, ќе ветува ново однапред изедено покачување, а пензионерите ќе веруваат до последниот здив. Па дали според вас партиите се грижат за пензионерите само пред избори? Добар ден. Здраво. Здраво. Па види бабка, сега не е само за пензионерите да се грижат, треба да се грижат за целото пучанство на држава. Значи и за работниците и за све. Не само да се грижат за пензионерите. Иако ја лично сум пензионер, ама тоа не значи дека мора само за мене да се грижат. Али тоа што име работа треба да си го завршат. А тие не завршаваат никаква работа, само уништаваат, пропастуваат и ништо немаме фајде од нив. Само луд човек може да им верува. Мислам, тоа стварно треба да си луд, нешто да имаш некој проблем, па да им веруваш дека ќе добиеш некоја надокнада парична или чуда муавети. Па слушам го фалат некој овој мицковски опозиционерот голем. 5000 динари ќе дал тоа. Што од джепли ќе ги вади? Од кај ќе ги вади? Тој не дава ништо. Тој е дамбетер од овие што се сега власт. Иако ја овие не ги поднесам биолошки, ама познавајќи го човекот каков е, со кој ментален склоп е у главата, катастрофа ќе не чека со него ако дојде на власт. Ама што ќе правиш, народот си е таков, знаеш, сите се водиме по патот на осветата, ќе му се осветиме на СДС само за гревоите што ги правил, ќе ги донесеме овие, после па обратно, овие ги прават гревоите, па за овие ќе гласаме. Абе, удрете, бе, имате трета опција, бе, народе, бе, левица ви се нуди, ќе испадне ја форсирам, ама не биле до сега власт, никако не се укакале. Значи, работата е, значи, пробај, види, може ќе ја направи државата како што треба. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Стартуваше ли трката по гласовите на пензионерите според Не вас? стартуваше уште пред 2-3 месеци. Сите се лажговци. Што мисли ВМРО и ВМРО-вци што се одма после изборите ќе им дадат по 5000? Па чекайте, дојка се оформи влада, дојка се оформи премиер, дојка се оформи министар за финансии, па буџетот да се скрои. 24 година нема да биде тоа. А тие што се за мицковци ВМРО, па да вратиме филмот и песни му пеа на Љупчо, и песни му пеа на Грујо, и на Бошковци. Сите тие ја предадува партијата предава во другата власт. Ова што е сега на власт, што го сотре македонскиот народ. Исти се сите. 33 години само го лажат народот. Затоа се сложувам да не излезе македонскиот народ на гласање. Да види меѓународна заедница дека нема излезност, дека народот не е задоволен. Му треба само стечаен управник на Македонија да не оправи. Сите се лажговци, сите за нив мислат. Никој за обичниот народ. Па земи, нека гледаат други телевизии како сиромаштија владеува Македонија. Луѓе нема леп да јадат и кака голема сиромаштија. А се декларираме уште ние во уставот као социјална држава. За кого социјална држава? Зато сите се лажговци. И уште нешто, док имам секунда. Па пред 15 години кој беше на власт со Дуј? ВМРО беше. Тие му дадува да крила да добијат Дуј. Благодарам многу и вам за јавувањето. Еве уште еден твит. Од ненаспана муцка. Например, толку се дадени до сега на Бехтел и Енка за организирање на 3 прослави за старт со работа. Во заграда ископаа една дупка. Или половина од тоа се дадени на фабрика за електрични автомобили во Тетово. Сакам да кажам, пари има, ама крадете како да нема утре. А ние ве прашуваме дали партиите се грижат за пензионерите само пред избори. Добар ден. Добар ден. Како сте, ќе дозволам да прашам? Одлично. Што да каже човек, дал да се смее, дал да плаче. Ако верувате на политичари, треба да земам јас и да се бесам, да ти кажам право. Еве зошто.
Опозицијата уште сега, додека оваа влада дава административно покачување на минималната плата, се противстава на тој модел на покачување на минималната плата. Втората работа која е, како ќе покачат пензијата линеарно, кога се мафта со одлука на Уставен суд, поднесена по нечија иницијатива, не знам, таму пред неколку години, каде што Уставниот суд, кој тогаш го контролираше опозицијата, се произнел дека не може да се покаже линеарно пензиите, согласно постоечкиот закон. Ајде сега да ми кажат како ќе ги качат пензиите. Тоа е едната работа. Втората работа, третата работа што спомнуваме. Направете проста математика. 330.000 пензионери пута 85 евра е прост покачувањето 5.000 денара линеарно, тоа се неде околу 28 милиона евра месечно. 340 милиона годишно. За 4 години милиарда и кусур пари. Од каде толку пари ќе најде? Да прашам. А при тоа ветува намалување на даноците. А знаеме дека буџетот се полни од даноци. Еве да видиме дали ќе намали цената на струјата, сакам да го прашам. Дека гласаат луѓето, пошто нели цело време се бунтуваат, овие не знаеле да копаат, овие не знаеле. Еве ќе дојде он од мај месец. Се надевам, пошто така е расположението. Ајде да видиме дали ќе намали цената на струјата. Што? Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Црвена линија? Да, па Иве, дали партиите се грижат за пензионерите само пред избори? Како ви се чини? Па прво да кажем дека е коректно од владата да нешто помогне. Ама вакво амблок покачување и помош на сите 330.000 пензионери е луда работа. Средства ќе бидат погрешно усмерени. Пензионерите со најниски пензии, па и останатите не се секој загрозена категорија и да многумина имат странски пензии и денеска се работат по странство на црно и дома шпионија, свалят натам, имат фирми и многу други приходи. Срамно е да се пензионер со странска пензија со 1000 евра да му дадеш помош, пошто има наши некои пензии и во странство и дома. Одборот дека имаше неуредена стручна служба или не им се работи па не сакат да направат онака како што е исправно. Ја мислим најисправно е вака. Ако синдикатот вели дека за 4 члена потрошувачка корпа е потребно негде околу 48.000, математички за еден член е 12.000 месечно. Треба да има за 2 члена пензионери пензионерски корп околу 24.000. За 2 пензионера ова е доволно. Благодарам многу. Еве уште една напомена, само внимавајте на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува на 90-та секунда. Еве на Твитер на 28 ноември што има напишано премиерот Димитар Ковачевски. На 200 милиони евра во 2023 и 2024 година за зголемување на плати во јавен сектор согласно општ колективен договор. На 270 милиони евра за исплата на зголемените пензии за над 338.000 пензионери во 2023 и 2024 година. Носиме храбри одлуки, со напорна работа нема недостижна цел. Стартуваше ли трката по гласовите на пензионерите? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Дали сум во црвена линија? Да, во црвена линија сте. Поздрав до вас, драга водителке. Голем поздрав и до вас. И до сите вработени во Телма. Се јавувам од Западна Германија, потосно од диаспората. Вака ќе кажам, ја имам доверба во господинот Христијан Мицковски дека тоа ќе го стори што го обеќа. Затоа што има негова интелигенција. Секој човек има интелигенција, ама зависи кој како го цени човекот. Кога беше ВМРО даваше на пензионерите да одат
секоја година на бања, бесплатно, и им ги подигаше пензии. ВМРО го направи Скопје Митропола. Денеска, каде се одржаваше ОПСЕ, ако не беше господинот Груевски што го истераа да оди во Будимпешта, немаше кај пред господинот еве кажете ми како живеат пензионерите во Германија, еве да искористиме Јас сум пензионер, 75 години. Поубаво не може да биде. Зошто е толку убаво, еве? Затоа што 53 години тука живеам како свој дом. Закон има. Има се. И јас како странец имам право исто како и германец. Не? И ако не беше ВМРО, денеска немаше ОПСЕ кај да го собере. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до оние кои што не следат од Германија секако. Еве и уште еден твит во продолжение. Бирзицијан напишал, во 2009-та ВМРО ДПМН најави 8 милиарди евра инвестиции, за да денес во 2023-та истите најават 5000 денари линеарно зголемување на пензии и 250 милиони евра инвестиции во општините. Скромно некако. Како и да е, ние ве прашуваме дали трката за гласовите на пензионерите веќе стартуваше. И дали политичките партии мислат на пензионерите токму некаде пред изборите. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Убав ден. Најубава и вечер секако. Ви благодарам. Што ме изнасмеа човекот во Струмица? И ја пред мене што говореше. Како хубав Од Германија живот. мислите? Па знам каде, Струмичко сел, не е битно. Од Германија нека биде по негово. Што ме амнезија мисли дека има македонскиот народ? Он живеел во Германија и знаел побаво како живеел во Македонија. Мој сограđани, мој пријатели, тим патриота. Било убаво, па амнезија немам ја, сите политичари и партии не излажале. Јас говорам вистиното дека сите партии. Грешката е на оваа власт со министерката за труд и социјала, Тренческа, како се презива. Како може да пушти не знам колку милиони пари за пензионерите, а не да им даде редовно. Па намали им по 3000 денари да им оваа година, наредната година да им уште 2000. Зголеми им. Тоа е грешката на оваа власт. Тие не лажат, можда и не чинат. Меѓутоа, за разлика од претходните, не дај Боже Господе. Не дај Боже Господе. Затоа што јас пак повторувам, амнезија немам, се уште сум здрав. Ги памтам сите спомени, сите криминари, што се, ама овие дозволија така да се играат опозицијата со власта. И нека игра. И сега ќе видиме на 24-ти кој како ќе игра. Благодарам, подсетувам, внимавајте на тајмерот. Антагонист на Твитер го има напишано следното: СДСМ ги покачи пензиите за 40%. Дали е доволно? Не. Дали е многу повеќе од што ВМРО направи? Апсолутно. И тоа треба да го знаат пензионерите и да не заборават. Disconnected напишал: многу ми се смешни вакви изјави. Си постои закон, со пораст на трошоците се покачуваат и плати и пензии. Луѓе во мола да се почитуваат закони. Власта крши закон и после некое време вика: абе избори идат, да им дадеме некоја паричка. Не даваат од джелба, нито од нивни пари. Па стартуваше ли според вас трката за гласовите на пензионерите? Да видиме каков одговор ќе добиеме од следниот гледач. Добар ден. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Па за мене не е толку битно дали се прават реклами пред избори и се обеќават работи. Битно е овој пакет на каков начин е формиран и како треба да се делат тие помоши. Дали на оние што се најугрозени или на оние што имат при постранска пензија 1000 евра и оние што имат фирми и работат и на црно и денеска по Германија и по странство. Не сваќате? Така и ве слушаме. Продолжете. Така. Ако јас почнам да зборам како е правилно да се помогне на угрозените.
ако корпата за 4 члена од една фамилија, по синдикатот и тамо некој представник е околу 40.000. За 2 пензионера, една пензионерска фирма, фамилија може да биде толку. Маж и жена, и ако е или еден само од пензионер, другиот да не е пензионер. Значи треба по 12.000 човека. Треба да се знае дека пензионерскиот фонд е негде околу 24.000. Сега, некои имат овие пензии минимални не се резултат само на вложен труд. Многу разлики има. Треба да се изедначат на тој начин што на оние што се најмалку, што се најниски пензии, да им се дотури до 24.000 за 20 пензионери акото. Или едниот пензионер, едниот не работи. Или не е пензионер. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ајде, добар ден, добро вечер. Па и добро вечер може веќе слободно да кажем. Сега, вака. Моето мислење е за предпредходниот гледач од Германија што се јаве, и јас работев во Германија и сакам ова да ви го кажам пошто ве интересират изгледа. Кај што работев во Германија газдата, фирмата ја добил наследство од дедо му. Значи, дедо му бил толку способен на внучево да му даде фирма, да го наследи, и плюс мене да ме вработи од Македонија сиротиња. Сега, и ние имавме дедовци. Ќе постанеме ли и ние дедовци и баби? Што ќе му оставиме на нашите внуци? Истото ли што ни го оставија нас? Мислам, општество какво? Сега, голем проблем, слушам често пати и ова сакам да го кажам. Народот наш е многу заблуден по таа екс-Југославија. На них му се чини дека ако влезат во Европа, ќе добијат големи капитали и ќе ги расподелят како Тито што ги расподеле. Јас можам вака да речам за Тито. Тој го задолжи народот. Со задолжувањето на овој народ му го осакате умот. Граѓаните, селаните ги донесе во градот. Ние вчера ја имавме таа тема со оглед на тоа што беше 29 ноември, а еве во однос на тоа како функционираат пензионерите во Германија, каков е животот на пензионерите во Германија. Па како што реков, пензионерите, системот му е наложен таму како што треба, значи дедо му оставил на внучето наследство и внучето не примило нас. Така, благодарам многу за јавувањето. Повторно ве префрлам на Твитер. Никола Неловски го има напишано следното. Кога некој политичар ќе каже ги зголемивме пензиите, младите родени од 2000 до 2023 треба да прашаат колку должат и колку ќе треба да вратат со камата за нивните баби и дедовци во пензија. Па дали партиите се грижат за пензионерите само пред избори? Добар ден. Ало, добар ден. Добро вечер. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Реплика правам. Да му одговорам на тој господин што сака да знае ја од кај сум. Јас сум пензионер и јас сум од село Клечевце, Кумановско. Сум бил во Македонија 6 месеци оваја година и се сум гледал што се прави и кои цени се и како живеат пензионерите. А еве зошто е безпрекорен системот во Германија за пензионерите? Во што е рецептот? Како функционира тоа таму? Нормално функционира, зависи од работниот стаж, не? А тука у Германија и да кажам на македонскиот народ да слушне дека и социјалците имат многу поголема пара него што зимат кај нас пензионерите. Жалосно е да му кажам на тој господин, јас сум 6 месеци бил летоски у Македонија и ја пратам се што се дешава во Македонија. Ние повеќе пратиме него, тие таму само се препукуваат и се еден друг мрзат. Дали тоа ќе биде се? Имате уште малку време? Ме слушате? Да, продолжете.
Ја реков, вие ме исклучите. Па не, тоа ме испровоцира што тој толку ме прави там. Ја у Хамбург живеам, да му кажам у Хамбург. У Хамбург и го викам да дојде. Добро, еве, благодарам за репликата и повторното јавување и верувам дека гледачот ја слушна и поканата да ве посети во Хамбург. Но ние се враќаме овде на овие простори, поточно во Црвена линија и ве прашуваме, стартуваше ли според вас трката по гласовите на пензионерите? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој ќе биде вашиот одговор? Благодарам. Мојот одговор е дека ние сме најверојатно нон-стоп во трка предизборна. Меѓутоа, сакам една работа да кажам. Од кога сме стекнале независност, трите партии, односно прво двете, па и третата сега уназад веќе 20 и кусур години, се на власт. Сакам да им кажам на моите колеги пензионери. Еднаш човек може да погреши да гласа за било која од партиите, а сигурно 3 циклуси се најмалку за сите партии. 2 пати некако може и да му се прости. Но трет пат немојте да дозволиме да бидеме со овие години сериозни глупави. Треба да најдеме трета опција. Трета опција постои. И таја треба да ја искористиме. До денеска не сме виделе дека направиле некоја грешка. Тоа се паушални оценки за некој од тие лидери на таа трета опција. Говорам генерално левица. Ние сме наши години веројатно воспитувани малку левичарски. Да им даеме една шанса да ги видиме што ќе направат. Иначе овака се вртиме во круг. Стани, сјаши курто да узјаше мурто, што велат србите. Би ги замолил колегите, пробајте да бидете разборити и да им дадете шанса на третата опција. Ке ги видиме што ќе направат. Овие више ги знаеме. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сега, ако сме кај Германија, до 18 часот во Германија се вика добар ден. Па така и некако правилно. Добар ден нека биде. Добар ден, Тина. Све најубаво. Па еве, ве повелете. Ве слушаме. Да, за германските пензионери што викаат Германија, и Германија и германските пензионери не им е баш лесно. И они имаат проблеми, и они им требаат пари. Сега зависи кој како, каде што работел, како имал стаж, како плаќал во пензионерскиот фонд. Исто тие како кај нас во Македонија. Не може сега некој ако плаќал секој месец, еве јас работев во Германија, работев 35 години. Сега не може ја ако плаќам секој месец во пензионерскиот фонд 350 евра, и другиот плаќал 35 евра. Не може сега еден ден кој ќе биде он 63 години, 65 години, да зима иста пензија со мене. Да. Али сега е тоа друга разлика, кај германските пензионери државата им помага. Кај нив нема сега избори, не избори, кога е тешко. Например, сега овде има пензионери, има 12.000 пензија, 13.000, 15. Државата таму им помага. Например, ја да можам нешто да направам. На тој пензионер со 12.000 би му купил сега 6 метра дрва кубикова да се грее. Би му оплатил струјата. Тоа го прават у Германија на пензионерите. Да. Им ги решаваат социјалните потреби и проблеми, предпоставувам. Благодарам многу за јавувањето и ве можевте да слушнете од гледачите кои што имаат искуство од земјите од ЕУ, како што е Германија, всушност како со што се соочуваат пензионерите и како државата всушност им излага во пресред, барем од оно што го слушнавме токму од гледачите. Добар ден.
Добро вечер. Тина, добро вечер. Еве, јас една културна реплика до господинот што се осетил дека сум го навредил. Јас пак ќе му кажам, ја го знам човекот, затоа што од утро, наутро Савајле, он застанува како партиски војник на опозицијата и многу го сака ДПМН. Нека си го сака, немам ништо против него. Јас ништо не го навредив него. Му кажав една работа, дека ние не сме луѓе со некоја болест кои ги забораваме минатите грешки на тие партии. Јас не застанувам зад ниједна партија како он што застанува. И не може, пак му тврдам, не може он убаво да ги знае работите кои јас сум жител и живеам и работам и тука ќе останам и тука ќе умрам, а он дошол 3 месеци, 6 месеци и ги познава побаво работите од мене. Не, господине, ти не ги знаеш. Ти сакаш да створиш атмосфера и сакаш да агитираш за некоја си партија ваша. Меѓутоа ти порачувам дека не сме ние болни луѓе кои што забораваме. Никогаш нема да го забораваме она што го направиле штетно. Сите партии кои што ќе си го платат секот од нас граѓаните. Сега на 24-та година, кој ќе бидат изборите. А дали според вас партиите по изборите забораваат на пензионерите? Забораваат се. Се забораваат, Тина. Се ќе заборават. Само ќе ви благодарам и прашање дали ќе кажат благодарам. Ако е тоа се, благодарам и јас ќе кажам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро вечер. И добро вечер, може и така. Повелете. Да појаснам нешто. Од 6 сато наутро, па до кај 11 сато е добро утро. Од кај 11 до кај 4 сато најмногу е добар ден. Од 4 натака веќе добро вечер. Кој не од 18 часот добро вечер? Не. Ова е правило, кој сака нека прашат. Така, кога ќе имаат убаво добро утро пензионерите според вас? Само пред избори или по избори? Ако ќе се стабилизира добра влада, добар државник, добри државници кои ќе имат, никогаш пред тоа. Да му појаснам на овие Германија што кажува, изгледа тие не се ни Германија, ни па знат во Германија како е шо е. Не Германија, него секаде, Швајцарија, Австрија, Белгија, Франција, Германија, секаде е 50 евра годината пензија. Значи, колку години имаш, по 50 евра, 10 години, 500 евра. 30 години, 1500 евра. Значи, нема таму помалку или повеќе стаж пишување. Нема колку сакаш ти плаќај, и не плаќај, годината си е, да секој да му е јасно тоа. А овие изгледат не знаат или не биде Германија или не се Германија, овие што кажуваат тие работи. Фала многу и убава вечер да ви биди. Благодарам многу, секако јас ви посакувам да имате убава вечер и да ве подсетам дека сега дојде времето и за реклами. По рекламите се знае што следува во црвена линија. Резултатите од Инстаграм стори анкетата. А еве како одговорија инстаграмчи. На прашањето дали политичките партии се грижат за пензионерите само пред избори, со да одговорија 76%, со не 24%. Како и да е, телевизија Телма се грижи за сите, па така и за вас, драги мои, кои што сте и пензионери и гледате Телма, со оглед на тоа што веднаш по црвена линија ќе ни биде особено драго да останете со мене и да си ја пробате и знаењето и среќата во најпопуларниот квиз во земјава, тоа е Заврти на Телма. Но нема да останеме и секако онакви да не ве подготвиме и да ви подкажеме неколку прашања кои што сигурно ќе бидат во Заврти на Телма. Се со цел се разбира денес некој од вас да си усвои главна награда, па така да, еве, јас ќе откријам која е главната награда, но најважно е вие да ги забележите прашањата. Одиме, кој град е најблиску до Скопје? Велес, Тетово или Гостивар? Колку звезди има на знамето на Кина?
Која светска туристичка детска атракција ќе ја најдете во Анахаим, Калифорнија? И еве уште едно прашање, која наша пејачка настапи на фестивалот Макфест 1991 година со песната Мамо, пушти ме. Не испуштајте со оглед на тоа што во среда, во четврток се извинувам, главна награда е телевизор. Вчера имавме фрижидер, ама денес наред ни е и телевизор и секако многу изненадувања. Па се слушаме повторно.